Се враќаме назад во Студио 1 и една малку посериозна тема. Тоа е Македонија и Албанија по исходот, односно одлуката во Луксембург. Мој денешен гостин токму на оваа тема е господинот Драган Алчинов, кој што е магистар по уставно право и политички аналитичар. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Така, пред се полемиката во јавноста е дали Македонија добива датум или не добива датум, бидејќи она зборче условена е предмет на расправа помеѓу оние кои што веруваат во Европската унија и евроскептицистите во државата. Така. Прашањето е малку посложено од она што некои во државата се обидуваат да го направат. Самиот Ајнштајн рекол дека политиката е посложена од физиката и оние кои што се занимаваат со политиката знаат дека работите внатре и надвор не секогаш, односно речиси никогаш не изгледаат исто. Не само јавноста во Република Македонија и јавноста на Балканот, туку за жал тоа е веќе светски тренд, да политичките настани и развојот на политичките настани претерано се симплифицира, што води кон појава на засилен популизам, што сама по себе е деструктивна појава. Популизмот е општа карактеристика во политиката. Не мора да секогаш да значи нешто лошо. Па добро сега, тоа е дискутабилно. Меѓутоа е деструктивна во смисла на тоа што нуди премногу едноставни решенија на прашања кои што сами по себе се премногу тешки и премногу сложени. Меѓутоа да не должам многу, сакав да кажам дека и на ова прашање, како и на многу други прашања за политичките процеси во Република Македонија, на Балканот и во Европа, ситуацијата е толку сложена да не може тек така лесно да се даде некаков лесен и едноставен одговор. Да се обидам барем да одговорам поконкретно на вашето прашање, дали Република Македонија и Албанија добија датум за преговори? Краткиот одговор е да. Што значи тоа дека датумот на преговори е условен и зошто е пролонгиран? За тоа ќе ми треба малку повеќе време. Зошто е условен? Так. Прво, а потоа зошто е условен? Двете прашања за условеноста и за пролонгирањето се взаемно поврзани. Меѓутоа ќе започнам најпрвен од условеноста, а потоа кон крајот мислам дека ќе стане појасно зошто добивме условен и пролонгиран датум за почеток на преговори за членство во Европската унија. Најпрвен, сметам дека сосема непотребно добивме почеток на преговори кој е карактеризиран како условен. По дефиниција, секој почеток на преговори и самиот преговарачки процес за членство во Европската унија е условен. Секогаш. Тоа не е само за Македонија. Да, освен оние 6 земји основачи на Европската унија, сите други земји кои што пристапиле во членство во Европската унија подоцна, сите биле на еден или на друг начин условени. Морале да исполнат одреден сет на критериуми, политички, економски, правни, така. После што стапувале во членство. Тоа не е исклучок за Република Македонија, тоа е правило за сите рунди на проширување од почетокот на Европската унија, односно Европската заедница, па до ден денес. Така ќе продолжи и во иднина. Кој е преговорите, процесот на преговори, значи почетокот на тој процес е условен со исполнување на политичките критериуми во случајот на Република Македонија и со исполнување на договорот од Преспа, односно договорот за името. Меѓутоа и после почетокот на преговорите, повторно целиот процес е условен. Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија мора да ги исполни сите критериуми за членство во Европската унија. И Европската унија и земјите членки на Европската унија имаат право во било кој момент да го прекинат тој процес. Почетокот на преговори не значи автоматски влез во Европската унија. Тоа е уште еден долг, макотрпен, тежок процес. Трае со години. И повторно во секој дел, во секоја фаза, секој ново поглавје, отварање на секој ново поглавје во преговорите е условено. Дури новиот пристап на Европската комисија кон преговорите усвоен во 2012 година предвидува дека
мора да има поригорозен третман, самото проширување, односно самите преговори за проширување, мора да бидат конзистентни, мора да бидат сеопфатни, мора да водат кон длабоки и суштински и одржливи реформи. Токму тоа беше планот на Европската унија за земјите од Балканот. Меѓутоа сега Македонија како да се враќа на сцена и представува можеби лидер по договорот со Грција. Се согласувам, така се продава Македонија надвор од нашите граници, се продава како земја лидер, како позитивен пример на земја која што успева да напредува во реформите, успева да ги решава долгорочните проблеми кои што ги има со своите соседи и на тој начин води кон и внатрешна и надворешна, односно и домашна и регионална стабилизација и на земјата и на регионот. Франција, претходно само сакав да ви посочам, зборот продава е збор така се продава како успешна приказна. Така. Да. Зборот продава е збор кој што, можеби најмногу го подели мислењето помеѓу граѓаните. За оние кои што секако не би разбрале што мислите. Франција и Холандија се земјите кои што најмногу опонира, можеби не толку Холандија ако се земат предвид изјавите на шефот на дипломатијата Стеф Блок и делумно Данска. Причината за оваа политика на Франција се должи на изборите за Европскиот парламент и засилената десница во земјите од Европа. Меѓутоа Макрон ги доби изборите пред Марин Ле Пен. Зошто тогаш нивниот однос? Така, Макрон победи на изборите, меѓутоа ни Макрон, ни било кој друг на негово место не би можел да заборави дека Ле Пен освои над 30% од гласачкото тело во Франција. Тоа не може ниту еден сериозен политичар да го заборави, да го запостави. Ситуацијата е таква каква што е. Макрон мора да, од една страна, да се грижи и за геополитичките интереси и на Европската унија, и на Франција, меѓутоа мора да се грижи и за домашната јавност. На социјалните мрежи вчера, додека трае оние преговори, дали Македонија ќе добие датум за преговори или нема да добие датум за преговори, се создаде една фама и обвинување против Макрон дека цела Европа застана позади него кога бе на изборите, кога се надпреваруваше со Ле Пен, и тој беше носителот на либералната демократија. Дури некои еминентни, да речам, политички магазини го прославуваа Макрон како новиот лидер на либералниот свет. Меѓутоа гледаме дека не само во оваа прилика, во многу други прилики Макрон покажа дека се уште веројатно не е дораснат на таа позиција. Што не значи дека нема да продолжи. Но и со потегот кој што сега го направија, со овој потегот сега за жал, потегот сега, односно оној обид да не се даде датум за преговори со Македонија и со Албанија покажа дека дури и Макрон, либералниот Макрон од либералната Франција, подлегнува на притисоците од популистичката крајна десница, која што зема замав и во Франција, и во Германија, во Австрија, во Холандија, во Италија. Веќе да не зборуваме за Велика Британија. Ама на ваков начин, како да им покажа на другите своји колеги, односно лидери од Европа, дека да, согласен е за проширување, меѓутоа се штитам и во Франција. На некој начин постигна гол кој што му и му дава задоволство и на европејците и на самите французи. Значи мораше да се изнајде она што ние го добивме, едно компромисно решение. Компромисно решение помеѓу геостратешките интереси на Европската унија, кој што мора да се грижи ова буре барут или мекиот меф на Европа, како што го нарекуваат Балканот, да не стане поле за големите за игрите на големите играчи. Гледаме дека апетити кон регионот имаат и другите регионални сили. Пробивот на Турција, на Русија,
пробивот, односно на економска агресија на Кина, која што се обидува да навлезе на европскиот пазар и веројатно го смета Балканскиот полуостров за порта кон Европа. Европа, значи, компромисот е од една страна помеѓу геостратешките континентални интереси, помеѓу домашната јавност во Франција и од трета страна да даде какво такво, да даде ветер во грб на реформските процеси, на добрососедските односи, на развивањето на добрососедски односи и на регионалната стабилизација на Балканскиот полуостров. Така, ќе го цитирам СДСМ во 2015 година. Вели препораката од Европската унија за почеток на преговорите на Македонија е условена поради тоа што ни Брисел повеќе не му верува на Никола Груевски. Ако сега подвлечете паралела помеѓу она што се случуваше минатите години и сега, ова ново раководство добива препорака која што, вие рековте, не сакате да ја користите како условена, во јавноста е позната како условена. Ако подвлечете паралела помеѓу тогашната надворешна политика и она што сега Македонија го добива, по што се разликуваат двете работи? И особено ако се земе в предвид тврдењето на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој вели ова е капитулантски договор помеѓу Македонија и Грција. Добро, сега Христијан Мицкоски, позната ни е неговата реторика. Човек кој што рече дека ќе ги подржи реформите во Македонија, кои што значат борба со корупцијата и со криминалот, за демократизација на државата, меѓутоа уставните измени не ги признава. Така, сега начнавте повеќе теми, ќе се обидам да ви одговорам на една по една. Најпрвен, дали може да се повлече паралела помеѓу условената препорака за почеток на преговори во 2015 и во 2016 година и ова што го добивме вчера како условен датум за почеток на преговори. Тврдам дека не може да се повлече паралела меѓу едната ситуација и другата ситуација. Работите не може да се излечат од поширокиот политички и општествен контекст. Најпрвен, Република Македонија во 2015 година влезе во својата најдлабока политичка криза од осамостојувањето па до денес. Се открија скандалозни докази за масовно прислушкување и масовно прекршување на човековите права и основните слободи, какви што не само земјата, туку и Европа не памети веројатно со децении наназад од времењата на Советскиот сојуз и на Источна Германија. Тогашната условена препорака ја донесе Европската комисија, која што е супранационално тело на Европската унија, додека вчерашниот условен датум за преговори го донесе Европскиот совет. Советот на министри. Советот на министри за надворешни работи, кои што се представници на земјите членки на Европската унија. Значи, имаме една, за познавачите ова е голема разлика, затоа што супранационалните институции, како што е Европскиот парламент и Европската комисија, се секогаш силни подржувачи на процесот на проширување на Европската унија. И кога Европската комисија ќе ви каже дека имате условена препорака за почеток на преговори, тоа значи многу повеќе од колку што кога би ви дали земјите членки. Затоа што Европската комисија, како супранационално тело, размисла за интересите на Унијата. Нема толкови притисоци од домашната јавност на Европската унија, додека владите на земјите членки се под многу посилен домашен притисок. Тие мора да удоволуват, освен на големите интереси на Европската унија, мора да ја задоволуват на некој начин и домашната јавност. Така. Алчинов, референдумот веројатно би можел да биде круцијален во сето ова европска приказна на Македонија, бидејќи договорот со Грција беше и ветар за грб. И покрај тоа што јавноста во Македонија можеби е поделена, може има скептици, за меѓународната јавност токму договорот со Грција е ветарот во грб за раководството на државата. Меѓутоа,
многу ќе зависи од успешноста на овој договор. По толку години чекање во чекалната, да кажам, за влез во Европската унија, овој став на европејците за проширување би го карактеризирали како фер за една држава како Македонија, што ако реформите завршат, бидат успешни, меѓутоа референдумот е оној кој што би го закочил целиот процес. Од една страна, претходно веќе рековте дека се сомнева дали да се даде датум за преговори или не. Две земји од Европската унија. Европската унија брои 28, односно 27 земји членки, доколку Обединетото кралство е на пат да излезе од Европската унија. Значи останатите 26, односно 25 земји членки силно ја поддржуваат европската интеграција на Република Македонија. И јас не видов став дека дури ни Франција и Холандија дека се изрично против за членувањето на Република Македонија и Албанија во Европската унија и за целиот регион. Напротив, сметам дека и во Франција и во Холандија работите се јасни, дека со години, со децении се гради една перспектива за Балканскиот регион како дел од Европската унија. Многу повеќе мислам дека овде станува збор за предпазливост поради неуспешната европска интеграција заради недоволна внимателност и премногу брзање. Веројатно Европа во проширувањето, Биг Бенг проширувањето во 2004 и во 2007 година, кога 12 земји членки 12 земји кандидати стана членки на Европската унија. Веројатно тогаш премногу избрзано, премногу невнимателно се случи приемот во членство на земјите од источна и јужна и југоисточна Европа. И сега гледаме последици од тоа. Гледаме последици во Унгарија, во Полска, каде што имаме сериозни прекршувања на човековите права и слободи. Гледаме погазување на уставните принципи на владење на правото и на правната држава, на поделбата на власт и погазување на независното судство. Гледаме проблеми во земји како Бугарија и Романија, кои што се уште се борат со висок степен на корупција и со ниско ниво на слобода на медиуми, на слобода на изразување. Да не ни се случи тоа и нам, веројатно од една страна е и добра оваа предпазливост на страната и на Европската комисија и на земјите членки на Унијата. Понатаму мора да ги разберете и големите земји членки кои што мора да се грижат за Унијата, за состојбата на Унијата. Унијата и сега е доволно комплексна и понекогаш недоволно функционална, баш поради сложените механизми на преку кои што се донесуваат одлуки. Веројатно ќе мора за наредните проширувања на Унијата веќе да имаме поедноставување на принципите и да се чекори понатаму патот на подлабока европска интеграција, односно конфедерализација на политичкиот проект, односно ова економската интеграција се повеќе и повеќе да станува и политичка интеграција, и тоа го гледаме преку неколку проекти кои што течат паралелно на европската политичка сцена. И затоа земјите кои што застанаа на некој начин, кои што се сомнева, повторно да ги нагласиме, Франција и Холандија, веројатно таа нивна загриженост беше поради недоволните реформи во регионот, и што е разбирливо. Македонија 2015-2016 година доби условена препорака. Имавме сериозни прекршувања на основните човекови права и слободи. Да не заборавиме, април 2017 година, нешто пред повеќе од една година се случија настаните од 27 април, кога една разулавена банда влезе во македонскиот парламент, во домот на демократијата, највисокиот представнички дом во државата. Аргументите против би биле дека таму луѓето ја бранеле својата држава. Пред кои би биле тие аргументи? Пред европската јавност? Европската јавност, да, бараше расчистување на судски одлуки по тој упад во собранието, меѓутоа емотивното прашање на народот во Македонија, барем на дел на оние кои што учествуваа на тие протести пред влезот во собранието, велат ние само ја браневме државата.
Така, во ред. Какви да се нивните оправдувања, не сакав да навлегувам толку во таа тема, сакав многу повеќе да упатам на тоа дека земја која што 11 години стагнираше и назадуваше во својот демократски политички напредок, не може сега за една година да стане чудо, да стане, не знам, земја во која што совршено се почитуваат и правата и слободите и принципите на уставниот поредок. Така. Се тоа води кон загриженост, кон внимателност на страната на Европската Унија. Тоа е разбирливо. Тие мора да бидат внимателни, не смеат да дозволат нови избрзани, невнимателни одлуки. Мора да ги исполниме стандардите во прв ред Копенхашките критериуми. Мора да постигнеме регионална стабилност, затоа што Европска Унија нема да прима земји во кои што имаме висок степен на корупција, во кои што нема почитување на човековите права и слободи. Токму тоа беше моето следно прашање. Европската комисија денеска порача дека ги започнуваат подготовките за преговорите со Македонија и Албанија. Тука влегуваат критериумите како борба со корупцијата, реформи во судството, реформи по идните реформски приоритети од Прибе. Меѓутоа, оние евроскептицисти во државата би рекле дека Македонија во моментов со потпишувањето на договор, бидејќи нели договорот е дел од оваа условеност, велат дека Македонија дава премногу пред да добие нешто за возврат. И велат што ако се потпишане договорот, што ако се имплементира, на крај завршува и референдумот успешно, а Македонија не добие членство во Европската Унија. Дали Македонија ќе добие членство во Европската Унија или не зависи само од договорот за името. Тоа е неопходен, но не и доволен услов за членство. Може би за некои тоа е разочарувачки. Меѓутоа, вистината е таква каква што е. Овде би рекол дека пред нас е едно големо прашање, дали сакаме да одиме напред или сакаме да тапкаме во место или да се враќаме наназад. Од друга страна, и Европа е свесна кон што води негирањето на европската перспектива на земјите од Западниот Балкан. Тие се свесни за тоа, мислам дека дури и председателот на Европската комисија, господинот Жан-Клод Јункер, ја научи таа лекција. Неговите ставови на почетокот на неговиот мандат во септември 2014 година беа децидно против отпушнување прилично омекна во своите ставови Јункер. Меѓутоа со тек на времето омекна и мислам дека во онаа дискусија со Макрон која има во Европскиот парламент пред неколку месеци, мислам дека видовме како созреа ставот на господинот Јункер и како, речеме, омекна неговите ставови кон зачленувањето на Република, не само на Република Македонија, на сите земји кандидати и потенцијални кандидати за членство. Многу добар пример за тоа што се случува со една земја кога останува надвор од евроатлантските интеграции е примерот со Македонија во 2008 година кога доби црвен картон, да речеме, кога не успеа да ги продолжи своите амбиции за зачленување во Северноатлантската алијанса. Видовме дека тоа многу брзо после самитот на НАТО во Букурешт 2008 година, земјата тргна на еден курс кон национализам, еден ретрограден курс. Имавме национализам, авторитаризам и финално заврши со она што Европската комисија го нарече state capture, односно заробена држава. И сега Европската Унија, знаејќи го тој пример, знае дека не може да дозволи тек така лесно да некоја земја остане заглавена во европските интеграции. Тоа го видовме и вчера, ќе го гледаме и понатаму. Да се надеваме дека ја научија лекцијата внатре како што претходно веќе реков, интересите на други глобални регионални сили за Западниот Балкан се зголемуваат. Се обидуваат да вршат влијание и Турција, и Русија, и Кина. Европа мора да одговори на тоа и еден од начините е да ја држи
европската перспектива реална и секогаш на дофат, дека секогаш е остварлива. Господин Алчинов, моето последно прашање за денес е, бидејќи НАТО веќе ја стави на дневен ред Македонија, очекувате ли сигурен влез на државата во НАТО и дали очекувате успешен референдум, како што премиерот Зоран Заев во гостување во специјалното издание на Студио 1 и уреднички брифинг рече дека ќе се повлече доколку не успее, но тој е сигурен дека референдумот ќе успее. Рековте едно, но ми поставивте две прашања. Дали очекувам брз прием во НАТО? Би рекол да. На второто прашање, дали очекуваме успешен референдум? Зависи тоа што подразбирате. Што подразбирате, така, што подразбирате по тоа успешен референдум? За мене, искрено, успешен референдум е референдум на кој што граѓаните ќе излезат на гласање и ќе искажат својата волја. Тоа е успешен референдум. Ако ме прашувате за тоа дали прашањето ќе добие позитивен или негативен одговор, тогаш ќе ви одговорам со едно друго прашање, а тоа е дали воопшто знаеме какво ќе биде референдумското прашање. Се уште не познато. Се уште не познато. Така што станува да видиме какво ќе биде референдумското прашање, што точно ќе се одржи и каков ќе биде интересот кај граѓаните, дали ќе излезат на гласање или ќе одлучат да бидат незаинтересирани, да речеме, за ова крупно круцијално прашање за иднината, но и за сегашноста на нашата земја. Ви благодарам на одвоените минути за вашето прво гостување во Студио 1, се надевам не и последно. Како што е практика, ова е политичкиот трилер Времето на Перонов, на нашата драга Санта Аргирова. Ова е за ваше сеќавање овде и ве очекуваме во следна прилика кога државата, зошто и да не, можеби веќе би била членка на НАТО и тоа полноправно. Така, благодарам и вам.